Снежана и седумте џуџиња. Некогаш одамна, сред зима, кога снегулките паѓаа од небото, една кралица, шиејки, седеше покрај прозорецот, кој имаше рамка од црн абонус. Додека си шиеше, се загледа надвор во снегот и си го буцна прстот со иглата. 3 капки крв паднаа низ отворениот прозорец врз снегот. Кога виде како сјае црвената боја во снегот, кралицата си помисли: колку би сакала да имам дете бело како снегов, со усни црвени како крв и со коса црна како абонус. По кусо време кралицата доби ќерка. Ја нарекоа Снежана, бидејќи имаше кожа бела како снег, усни црвени како крв, а косата и беше црна како абонус. Но набрзо, по незиното раѓање, кралицата умре. 1 година подоцна, кралот повторно се ожени. Неговата нова жена беше прекрасна убавица, но беше премногу горда и суетна. Не можеше да ја поднесе помислата дека постои некоја жена која е побава од неа. Имаше волшебно огледало во кое се огледуваше секој утро прашувајќи го: огледалце, огледалце мое, кажи на светот најубав кој е? Огледалото секогаш ја одговараше: ти, кралице, од сите си најубава. Кралицата секогаш беше задоволна од одговорот, бидејќи знаеше дека огледалото секогаш ја зборува вистината. Како минуваа годините и Снежана растеше, стануваше се поубава и поубава. Дури стана поубава и од кралицата. Еден ден кралицата го праша огледалото: огледалце, огледалце мое, кажи на светот најубав кој е? Огледалото ја одговори: ти, кралице, убава си, вистина е, но Снежана од тебе 1000 пати е поубава. Кога го слушна тоа, таа пребледа од бес и љубомора. Од тогаш, кога и да ја погледнеше Снежана, срцето брзо и тупотеше. Ни дење ни ноќе не можеше да ја смири омразата во своето срце, а горделивоста и зависта и растеа како плевел. Најпосле повика еден ловџија и му нареди: поведи ја со себе Снежана во шумата. Не сакам никогаш повеќе да ја видам. Убија и донеси ми го незиното срце како доказ дека е мртва. Ловџијата ја однесе Снежана во шумата, но кога го извади мечот, Снежана почна да го моли да ја поштеди. На ловџијата толку му беше жал, што не можеше да ја повреди. Бегај, кутро дете, и рече тој. Дивите животни наскоро ќе ја растргнат, тажно си помисли ловецот, но молесна што тој не ја уби. Тогаш здогледа млад вепар во шумата. Го уби, му го извади срцето и го однесе на кралицата како доказ дека ја убил Снежана. Кралицата беше многу задоволна. Кутрата Снежана беше сосема сама во шумата. Исплашено се обзираше наоколу и почна да трча. Трчаше по остри камења и трнливи грмушки, виде многу диви животни, но ниедно не ја нападна. Снежана трчаше колку што ја држеа нозата се до вечерта. Тогаш виде мала колиба во шумата, па влезе внатре да се одмори. Внатре се беше многу мало, но колибата беше уредна и чиста. Имаше маса со 7 столчиња, со малечки чинии, шолји, лажици, ножеви и вилјушки. На секоја чинија имаше парче леп, а во секоја шолја малку вино. До ѕидот имаше 7 мали креветчиња. Снежана беше толку гладна и жедна, што ги изеде сите парчиња леп и го испи виното од сите шолји. Потоа ги проба сите креветчиња, но некои беа премали, некои претврди, се до 7-то кој се погоди. Легна во него и веднаш заспа. Кога се стемни, собствениците на колибата си дојдоа дома. Тоа беа 7 џуџиња кои работеа високо во планината, во рудникот за злато и сребро. Џуџињата ги запалија своите 7 свеќи
и веднаш забележаа дека некој бил кај нив дома, зашто предметите не беа како што ги оставија. Првото џуџе викна: "Кој јадел од мојата чинија?" Второто џуџе викна: "Кој ми го изел левот?" Третото џуџе викна: "Кој седел на мојот стол?" Четвртото џуџе викна: "Кој ја користел мојата вилјушка?" Петото: "Кој сечел со мојот нож?" Шестото: "Кој се послужил со мојата лажица?" Седмото џуџе викна: "Кој пиел од мојата шолја?" Потоа првото џуџе разгледа наоколу и викна: "Кој лежал во мојот кревет?" И другите џуџиња забележаа дека некој лежал во нивните креветчиња. Но седмото џуџе ја најде Снежана како спие во неговото кревече и ги викна другите да ја видат. Ја гледаа под светлината на свеќите и извика: "Боже, колку убава девојка!" Не ја разбудија, ја оставија да спие цела ноќ. Следното утро Снежана се разбуди и ги здогледа џуџињата. Се исплаши, но набрзо свати дека тие се пријателски настроени, па им се представи. Им кажа како макејата се обидала да ја убие, но дека ловџијата ја поштедил и дека трчала се додека не дошла до нивната колиба. Џуџињата тогаш и рекоа: "Ако ни одржуваш куќата, можеш да останеш тука. Ние ќе се грижиме за тебе." Снежана од се срце ја прифати понудата. Секојдневно џуџињата одеа на работа во планината, копајки злато и сребро, додека Снежана престојуваше сама дома. Џуџињата ја предупредија: "Кралицата наскоро ќе дознае каде си. Немој никого да пушташ внатре." Кралицата веруваше дека Снежана е мртва и дека таа е повторно најубавата во светот. Дојде пред своето волшебно огледало и го праша: "Огледалце, огледалце мое, кажи на светот, најубав кој е?" Огледалото ја одговори: "Ти, кралица, убава си, вистина е, но Снежана, преку планините со 7 џуџиња, се уште 1000 пати поубава е од тебе." Кралицата се разгневи, зашто свати дека Снежана е се уште жива. Не можеше да ја поднесе вистината некоја да е поубава од неа и затоа реши да се преправи во старица која продава разни дреболии. Стигна до куќата на џуџињата и викна: "Продавам убави врвци." Снежана погледна низ прозорецот и ја праша што продава. "Убави врвци во сите бои," одговори старицата. "И изгледа како честна жена," си помисли Снежана и ја отвори вратата. Си купи една убава врвца за својот фустан. "Дозволи ми да ти ја врзам врвцата," се понуди преправената кралица, па ја престегна толку силно што Снежана снема здив и се струполи како мртва. "Порано беше поубава, ха-ха-ха," смејки се рече кралицата и си замина. Набргу џуџињата си дојдоа дома. Кога ја догледаа кутрата Снежана спружена, ја кренаа и ја забележаа стегнатата врвца. Брзо ја исекоа и Снежана повторно почна да диша. Кога им раскажа на џуџињата што се случило, тие ѝ рекоа: "Таа старица не била никој друг, туку кралицата лично. Немој да отвориш никому кога ќе бидеш сама." Кога се врати дома, кралицата застана пред волшебното огледало и го праша: "Огледалце, огледалце мое, кажи на светот, најубав кој е?" Огледалото ја одговори: "Ти, кралица, убава си, вистина е, но Снежана, преку планините со 7 џуџиња, се уште 1000 пати поубава е од тебе." Кралицата побесна од мака што Снежана е се уште жива. Со магија направи отровна шнола. Се преправи во друга старица и дојде пред куќата на џуџињата. Тропна на вратата и викна: "Продавам убави шноли." Снежана погледна низ прозорецот и рече: "Не смеам никого да пуштам внатре." "Ама можеш барем да видиш," и рече старицата и ја покажа отровната шнола. На Снежана многу и се допадна и реши да ја отвори вратата. Старицата ја стави во косата и Снежана падна во безсознание. "Сега си готова," извика кралицата и си замина.
Набргу џуџињата се вратија дома и ја најдоа Снежана легната на земја. Ја извадија шнулата. Снежана се разбуди и им раскажа што се случи. И тие повторно ја предупредија да не отвара никому. Кралицата се врати и повторно го праша волшебното огледало. Огледалце, огледалце мое, кажи на светот, најубав кој е? Огледалото одговори. Ти, кралица, убава си, вистина е, но Снежана, преку планините, со 7 џуџиња, се уште 1000 пати поубава е од тебе. Кралицата збесна. Снежана ќе умре, извика гневно. Влезе во својата тајна одаја и направи отровно јаболко. Јаболкото беше румено и мамеше со својот мирис. Секој би посакал да го изеде. Се преправи во селанка, дојде до куќата на џуџињата и тропна на вратата. Снежана погледна низ прозорецот. Кога ја виде селанката и рече: не смеам никого да пуштам натре. Не е важно, и рече селанката. Не грижи се за мене, јас лесно ќе ги продадам моите јаболка, но дозволи ми да ти го подарам ова јаболко. Не смеам ништо да земам, ја одговори Снежана. Од што се плашиш? Ја праша селанката. Еве, ќе го пресечам на половина. Ти изеди ја едната, а јас ќе изедам другата половина. Кралицата итро го затру јаболкото, така што само едната половина беше отровна. Го пресече и касна од неотровната половина. Снежана ја мамеше убавото јаболко, па кога виде како селанката ја јаде својата половина, не можеше да одолее. Го зеде јаболкото и со сласт го гризна. Едва и го почувствува вкусот, а веќе падна мртва. Овој пат џуџињата нема да те разбудат, злобно се смееше кралицата. Кралицата се врати дома и го праша волшебното огледало. Огледалце, огледалце мое, кажи на светот најубав кој е? Огледалото одговори. Ти, кралица, си најубава од сите. Кралицата беше многу задоволна. Кога џуџињата се вратија дома, ја најдоа Снежана струполена. Не дишеше. Се обидоа да ја разбудат, ја плискаа со вода по лицето и рацете, ја чешлаа косата, но ништо не помагаше. Таа беше мртва. Џуџињата тажеа и плачеа 3 дена, но таа се уште изгледаше свежо, со своите румени образи, исто како да е жива. Нема да ја закопаме во црната земја, рекоа џуџињата. Направија прозирен стаклен ковчег, за да можат и натаму да ја гледаат. Потоа го однесоа ковчегот на едно прекрасно место на ридот и некое од џуџињата секогаш стражареше покрај неа. Дури и животните од шумата доаѓаа и жалеа. Снежана лежеше во ковчегот долго време. Долго време изгледаше како да спие. Се уште беше бела како снег, румена како крв и со црна коса како абонус. Еден ден, еден убав принц минуваше низ шумата. Му требаше место каде да ја преспие ноќта и дојде до колибата на џуџињата. На ридот го здогледа ковчегот со Снежана. Принцот веднаш се влюби во Снежана и ги молеше џуџињата да му го дадат ковчегот. Им понуди пари, но џуџињата рекоа: за ништо на светот нема да се одвоиме од неа. Во очи принцот им рече: ве молам, дајте ми го ковчегот, за мене нема живот ако не ја гледам. Гледајќи ја неговата болка, но џуџињата им падна жал и му го дадоа ковчегот. Во мигот, кога принцот го подигна ковчегот за да ја однесе дома, од устата на Снежана излета парчето јаболко и таа се разбуди. Каде сум? Праша Снежана. Принцот ти раскаже што се случи и рече: те сакам повеќе од се. Дојди со мене во татковиот замок и стани моја сопруга. Снежана виде љубов во очите на принцот и се согласи. Беше испланирана раскошна венчавка. Макијата на Снежана беше поканета на свадбата на принцот. Кога се облече во своите прекрасни алишта, го праша волшебното огледало. Огледалце, огледалце мое, кажи на светот најубав кој е? Огледалото ти одговори.
Ти, кралица, убава си, вистина е, но младата невеста 1000 пати е поубава од тебе. Кралицата збесна кога вида дека невестата е Снежана. Набрзо кралицата умре уништена од омраза и завист. Снежана и принцот се живееа среќно и убаво долги години. Често одеа на гости кај џуџињата во планината, кои беа многу добри со Снежана кога и беше најтешко.